Почитувани, денеска следува разоткривање. На јавноста многу сликовито ќе и покажеме како работат кујните на ДПМН за лаги, за лажни вести и манипулации. Како го преплавуваат медиумскиот простор со текстови манипулации за одвлекување на вниманието на граѓаните и извртување на вистината. Секогаш кога се фатени во криминал, кога се фатени во скандали и предавства, како ова со договорните мигранти за пари, тогаш се вклучуваат кујните на ВМРО ДПМН. Ова, почитувани, е нивното разоткривање. Одиме поред. Во изминатите 2 недели, 3 клучни теми беа доминантни. Првата, бомбите кои ги објави антикорупцијскиот тим на СДСМ за криминалните тендери на ВМРО ДПМН. Втората, договорот мигранти за пари во Македонија. И третата, нападот на новинарите на Инфомакс. Професионалните медиуми известуваа професионално. Ги пренесуваа сите засегнати страни, ставовите на СДСМ, ставовите на власта, соодветно застапени. Но кујните на ДПМН и нивните медиумски инсталации имаат проблем со вистината. Тие не ги пренесуваат ставовите на опозицијата, не ги пренесуваат негативните вести за власта, не пренесуваат ништо од тоа што го говори Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Секогаш кога ќе се објави негативна вест за власта, започнува серија на објавени текстови, полни со полувистини, манипулации, целосни лаги, за да се поклопат вестите кои не ја одговараат на власта. Еве еклатантен пример. Само 10 минути по пресконференцијата на председателот Венко Филипче на 10.12 во четврток, кујните на ДПМН почнаа да работат. Не се објавуваше за тоа за што е пресконференцијата, но се објавуваа копи-пейст вести дека Венко Филипче имал пресконференција, ама не одговорил на прашања. Курир, Република вечер, ова се дел од насловите на текстовите кои ги објавија. Храбриот Филипче избега од сопствената пресконференција. Другиот наслов. СДСМ само се глупира со лагите за мигранти од Велика Британија и многу други слични вакви наслови. На ова се додаваат мултиплицирани копи-пейст објави за да се покријат ставовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ниту збор за кажаното на пресконференцијата, ниту збор за мигрантите, ниту збор за резолуцијата, ниту збор за осудата на нападот на Инфомакс, кој јавно го искажа председателот на СДСМ Венко Филипче, ниту збор дека напаѓачот е член на ВМРО ДПМН. Буквално ништо. Само негативни вести за Венко Филипче и за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Резултатот: над 70 различни објави со напад на СДСМ, председателот Филипче и за дефокусирање и сето тоа во еден ден. Или сликовито тоа вака изгледа. Еве, може и да погледнете. 3 анализирани денови на еден агрегат на вести, иста слика. Вака се одвлекува вниманието на граѓаните, вака власта сака да ја промени реалноста, да ја искриви вистината и да ги лаже граѓаните. Исто како во времето на Никола Груевски. Лажни вести, манипулации, извртување на вистината, политички прогон, напади на новинари, се е тоа исто, копи-пейст. Сега се целосно разоткриени. Ви благодарам.